конји, додека се повидуваат од пат. Климент ги преведуваше во мислите од следните настани од својот живот, смртта на секаните учители Кирил и Методи. Навистина, годините поминати со нив беа тешки, исполнети со многобројни борби и лишувања, но љубов, поради напорите што ги проведеа да ги обисти на црква, собраќа словени и да им помогнат да го чујат Божјото слово во мајчин јазик. Надрегу посмислувањето во Охрид, Климент се здоби со љубовта и довербата на луѓето од целиот крај. Неговата скромност, работливост и желба да им помогне на сите околу себе придонесоа да го почитуваат во свет човек. Дојде да им ја толкува верата и да ги научи децата на словенско писмо. Бавно, но трпеливо, Климент го ширеше кругот на дејностите, одеше по куќите и ги проучуваше децата и возрастните да го совладуваат правото писмо, глаголицата, а во неделите и празниците држеше служба во црквата. Неговите поучителни слова ги пленуваа луѓето, па тие се повеќе му веруваа и го сакаа. Зборуваше Климент убаво и разбирливо на словенски јазик, за разлика од грчките свештеници кои порано приповедаа во црквата. Нивниот јазик беше недостапен и неразбирлив за луѓето од овој крај. Кога ќе се справеше Климент во црквата и ќе одекнеше неговиот глас, обраќајќи се кон на собраниот народ, стануваше толку титко што се слушаа лелеенето и играта на пламенчињата од свечки. Дојдете, браќи и чеда, и внимателно послушајте зашто ќе ви го кажам значењето на денешниот ден, кога се случило посветувањето и обновувањето на човечкиот род. Зборуваше Климент и секој од црквата чувствуваше, не баре му се обраќа, не баре него лично го советува. Ги поучуваше Климент луѓето да бидат честни, трпеливи, да си помагаат заедно да веруваат во добри. Проповедите и поучителните слова на Климент подоцна ги препишуваа неговите ученици и ги расправјаа до други свештеници во разни места од областа Кукмичевици. Напишани беа со намера да ги поучат луѓето и да ги упатат по правиот пат според вера. Тоа беа првите оригинални текстови на словенски јазик, а Климент со нив се здоби со славата на првиот словенски писател, учител. Климент наоѓаше големо задоволство во тоа што им ја даваше на луѓето од овој крај. Се обидуваше на секој начин да ги просвети, да го постигне нивниот дух, да се горат во согледувањето на тешкотиите, да бидат честни и да веруваат во Бога. Кога не работеше во школото, одеше по нивите околу Охрид и околните села и ги советуваше луѓето како да ги карамат дивите дрвца со калеми и затоа насекаде го пречекуваа со радост и топлина, зашто од него зрачаа милозвучност и добрина, кои правеа сите околу него за да се чувствуваат спокојно и убаво. Кога ќе разбереше дека народот од некаа парохија е сосема незапознаен со Божјото Слово и со писмото и дека не е запознаен со ништо од она што ја краси црквата и го поведува народот во духот на благонаравието. Климент не им даде сон на своите очи, ниту дремка на клепките. Напротив, грижата за народот ја сметеше како своја храна и наслада. Во Кукмичевица Климент остал на 1893 година, кога беше назначен за прв словенски епископ во областа Велика Дремница. И овде неуморниот Климент ја продолжува својата учителска и просветителска дејност. Отвора училиште, ги поучува луѓето во полските работи, ги лекува болни. Затоа неговите биографии ги запиша. Беше татко на сиромаштијата и помошник на видовици, за кои се грижеше сестра. Вратите му беа отворени и секој верен патник не најбаше надвор од нив. Годините и тешкиот живот го правеа свој. Кога сети дека му се пусти животната врвица,
во Охрид, во манастирот Свети Пантелеймон, што го изгради со своји усилби и умре во јуни 916 година. А наврагу по неговата смрт почнаа да се раскажуваат легенди за него, зашто за луѓето што го сакаа и ја ценеа неговата работа, тој беше уште жив. Секој народ има свој големи дат, настани и личности, кои ги означуваат епохите на неговиот развиток и историски континуитет.